Компанијата Амфенол ќе продолжи да инвестира во Македонија, при што ќе отвори голем број нови работни места. Тоа го изјави премиерот Никола Груевски по средбата со менаџментот во просториите на американската компанија во фабриката во Кочани. Груевски соопшти дека Амфенол веќе ги откупил сите 6 локации во технолошко-индустриската зона во Виница, каде планира да префрли 6 своји дивизии. Досега Амфенол има вработено 330 лица, но таа бројка во иднина ќе бележи значителен пораст, при што вкупниот број на новоотворени работни места ќе достигне до 2500. Амфенол е многу задоволен од работењето во Македонија и во Кочани. Планираат 6 дивизии да донесат и да вработат повеќе од тоа што го најавија претходно. Тие најавија на пресконференцијата во Скопје 1800 вработени во период од неколку години. Сега ми кажаа дека во тој истиот период од неколку години планираат вкупно 2500 вработувања. Премиерот Груевски истакна дека сега во Кочанската Амфенол работат 2 дивизии, од кои едната е ангажирана за производство на потребите на автомобилската индустрија, а втората за антени за базни станици за телекомуникацијската индустрија. Нормално ќе нарасне и нивото на инвестиција од планираните 16 милиони евра, таа најверојатно ќе биде некаде помеѓу 20 и 25 милиони евра. 6 дивизии, значи 6 различни погони за различни производи ќе се стационираат во технолошко-индустријската развојна зона Виница Кочани, која што е на некој начин на тромаѓе помеѓу Виница, Кочани, Зрновце и која што ќе апсорбира многу вработувања од целиот овој регион, вклучувајќи ги Чишиново, Облешево, вклучувајќи и други општини што се во близина. Значи само во таа технолошко-индустријска развојна зона ќе работат 2500 луѓе плюс вработувања што ќе има во овие 6, односно 11 фабрики што се градат во локалната индустријска зона. Амфенол е глобална компанија од светски формат, со различни производи и капацитети на многу места на земјината топка. Незиното значење за Македонија е што ваков вид на компании влеваат доверба и кај други инвеститори и ја шират приказната за инвестирање и успешни бизниси во нашата држава.